Ребалансот на буџетот парите ги враќа кај граѓаните. Ова на пресконференција денес во Штип го кажа пратеникот и подпредседател на СДСМ Благој Бочварски. Со одговорно домакинско работење, оваа влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе скрати 33 милиони евра за патни трошоци и тековни расходи, 13 милиони евра за проектот Скопје 2014, 7 милиони евра во премиерскиот кабинет. Наместо ова, парите ќе завршеле за проекти од значење за народот, тврди Бочварски. Го решава долгогодишниот проблем со стечајните работници. Со ребалансот тие ќе добијат по 7600 денари месечно се до нивното пензионирање. Ќе има покачување на минималната плата на 12.000 денари веќе од септември. Ќе се обезбеди бесплатен одмор за 35.000 текстилни работници. Радиодифузната такса ќе биде укината за сите граѓани. Ќе има зголемување на средствата за водоводи и канализации, како и поддршка за мали и средни предпријатија и активни мерки за вработување во висина од 4,2 милиони евра. На обвинувањата од ВМРО ДПМН е дека ребалансот на буџетот му крати на Штипскиот универзитет 9% од неговиот буџет, Бочварски со следниот одговор. Во првите 6 месеци од оваа година се реализирани 3,8 милиони денари во Универзитетот Гоце Делчев. Со овој ребаланс се оставени 8 милиони евра за оваа година средства за Универзитетот Гоце Делчев. Бидејќи ако за половина година се инвестирале или се потрошиле 3,8 милиони денари, сега ставката е 8 милиони денари до крајот на годината. И за уште неколку ставки, например за други градежни работи на Универзитетот Гоце Делчев, за првите 6 месеци се реализирани 0 денари од претходната влада. Оваа влада остави 5 милиони денари за втората половина од годината.